Регулаторната комисија за домување изготви предлози и за измени и дополнување на законот за домување. Тие се доставени до ресорното министерство, од каде се очекува да биде формирана и работна група, за што ќе се разговара и ќе се дебатира во нареден период. Се разбира повеќе детали на оваа тема од председателот на Регулаторната комисија за домување, Зоран Маџовски. Добро утро за вас. Добро утро, Јована, добро утро, Бранко, добро утро на гледачите утринската програма. Кои се тие предлог, измени, дополнувања, што е потребно? Ајде вака. Регулаторната комисија овој состав е формирана 2021 година и прво што направивме, ја ги согледавме постоечката законска регулатива, односно законот за домување како членови и како експерти ангажирани од страна на регулаторна комисија и утврдивме доста потреби за измени на овој закон, затоа што тој закон е донесен 2010 година некаде. Значи, веќе имам работи кои треба се сменат. И интензивно работевме како регулаторна комисија заедно со професор од правниот факултет и некаде 26 декември 2021 година тие измени, тој драфт текст го доставивме до Министерството за транспорт и врски. Министерството за транспорт и врски 22 година, тогашниот министер, формира работна група. Значи, ве коригирам, веќе беше формирана работна група и таа работна група работеше некаде до септември-октомври истата година и донесе некои си... После имаше 23 година врз основа на прочистување на тој текст, 23 година имаше една расправа во Александар Палас, на која учествува повеќе, значи јавна расправа за тие измени, на која беше и министерот за транспорт, тогашниот министер за транспорт, и тој вети тогаш дека овој закон во рок до тогаш на 23 година, мај месец, веќе ќе биде во владина процедура. Меѓутоа, од кои причини, зошто, до ден денеска... Може треба повторно да се актуализира, може би да, добро, веќе има да и други. Во меѓувреме, да. Во меѓувреме, значи, сега веројатно, пошто гледам дека сега е поактивизираат работиве, очекуваме дека овој закон ќе влезе во владина процедура, меѓутоа во меѓувреме веќе настануваат и други побарувања за измени и дополнувања, кои произлегуваат од разноразни работни средби, од искуството што се случува на терен и така натаму. Така да, овој закон, мислам дека е веќе ептен, зрела работава за да се направат овие измени и дополнувања. Добро, кои точки конкретно ги допирате со измените? Ние ги допираме многу точки, например, точките прво кои се во интерес на граѓаните пред се. Има многу работи кои конкретно управителите кои се лиценцирани, а лиценцата ја дава Регулаторна комисија за домување. Регулаторна комисија за домување може да ја одземе лиценцата без разлика какви недоследности и неправилности имаат, само по три основи. По основите по кои ја дава лиценцата. А тоа се дали има тројца вработени, дали има тие тројца се со високо образование, еден правен или економски факултет, двајца се со средно образование, дали има уплатен, односно на својата на централен регистар регистрирано готовински средства во вредност од 5000 евра и дали има уплатено за лиценца. Доколку настанат други недоследности, неправилности кои се работат, од страна на управителите, надлежен е општинскиот инспектор. Ние како регулаторна комисија не можеме да одземеме лиценцата. Значи без разлика на тоа дали функционира според законот или не, вие немате право да реагирате. Затоа во надлежностите е добро прецизирано. Надлежност за одземање, утврдување на неправилност и надзор на работата на управителите врши општинскиот инспектор за домување. Тој има право да ги регулира, да ги контролира сите активности на управителот и врз основа на тоа да утврди дали тој работи правилно или не. Тој заклучува, носи решение, заклучок, до нас не известува, со известување, со записник, дека и предлага на управителот тој поради тие и тие неправилности, кои се сериозни, предлага на регулаторна комисија да се одземе лиценцата. Регулаторна комисија веднаш заседава, значи како тело со своите членови и постапува по предлогот на инспекторот. До сега веќе
едно известно време скоро да немаше такви активности, меѓутоа морам да потврдам дека инспекториве во последниот период поинтензивно работат на утврдување контрола на управителите и веќе се одземени неколку лиценци по нивни предлог. Доволно ли има инспектори на терен, поради тоа што постојано се зборува дека има недостиг, има 15 во моментот. Тие доволно се? Апсолутно не. Значи, таа бројка беше пред 2 години 10. Благодарение на нашите активности заедно со групацијата и со инспекторите и со општините и интензивна посета на сите, поготово урбани општини, и укажување на градоначалниците дека е неопходно да имат инспектори, дека е неопходно дека домувањето е многу битна работа за локалната самоуправа, за општината, почна веќе да се зголемува таа бројка. И од 10 се качи на 15. Во мој момент е 15, меѓутоа тоа е многу мала бројка. Ние имаме над 30 урбани општини кај што има колективно домување, значи 37-8 колку се, помалите и поголемите, а да не зборувам дека во град Скопје се веќе еден најголемиот дел. И сега во град Скопје имате во една општина еден инспектор, освен во Кисела вода, што немаше ни еден, меѓутоа градоначалникот после средбата со него веќе има 20 инспектори во Кисела вода. Во Чаир има еден, во Центар има еден, во Карпош има еден, во аеродром има еден, во Ѓорче Петров нема инспектор, во Газибаба еден има, во Бутел нема инспектор, значи веќе во големиве општини како што се во Скопје е неопходно да има по 20 и по 3. Од друга страна тоа е многу битно за да не се акумулира огромна моќ во надзорот на едно лице. Значи, едно лице, ако инспектор за домување во Центар, прво не може да постигне, а второ веќе акумулирана моќ има во него. Така да... А и покрај тоа што велите дека да, и кажувате во бројки дека недостасуваат и каде е потребно и каде нема, велите активни се периодот. И што значи тоа за... Значи, зашто најчесто тие приставки? Континуирано до регулаторна комисија добиваме ние разноразни представки. Веднаш заседава комисија. Зашто најмногу? За купнината, за, например, прво неизвршување на активностите. Договорот што го имат склучено, пошто тие прават договор, непочитување од страна на двете страни? На управителите. На управителите. На управителите. Добро. Бидејќи доаѓа таква представка до регулаторна комисија, значи повеќе се такви резервниот фонд, се раскинал договор, не се префрлаат парите од резервен фонд на другиот управител со кој е склучено, тоа се веќе сериозни аномалии врз зрела ситуација се одземе лиценца. И регулаторна комисија веднаш заседава, донесува заклучок, го известува инспекторот за домување, дека имаме таква и таква представка, инспекторот бараме од него да постапи, да не извести, бараме од управителот предлог мерка да постапи согласно законот домување и да не извести дали постапил, бараме, го известуваме и подносителот на представката дека е постапено така и така и врз основа на собраните одговори повторно стапуваме во контакт со инспекторот и некои инспектори веќе сериозно си ја земаат работава како што треба и врз основа на утврдување на неправилностите носат соодветно решение, односно предлог за одземање на лиценца. Тука ќе направиме пресек и тука морам да кажем уште една работа. Најчесто управителите поведуваат, иако не се во право судска постапка, меѓутоа до сега сите судски постапки што се поведени од страна на управителите за одземена лиценца, сите се паднат. Добро да се обидат, кога веќе не функционираат според законот, па и ќе се обидат да го бајпасираат законот. Да. Пресек во Линковското вклучување, колегата Мартин Николовски е на терен со Васе Смараков, председателот на групацијата за домување со стамбен и деловен простор при Стопанска комора на Македонија. Мартин, добро утро, повелете со соговорникот да видиме што вели групацијата за домување. Бранко, добро утро, токму така како што најавивте, гостин е председателот на групацијата Васе Самараков. Господине Самараков, добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток, дали граѓаните ги почитуваат договорите со фирмите за домување? Добро утро на сите граѓани на Македонија, на македонската телевизија. Току прво мора да кажем дека да, граѓаните ги почитуваат договорите, затоа што и самите тие ги прават тие договори, взаимните односи се одредуваат со самиот договор.
И најчесто ги почитуваат и секогаш се во делот да ги исполнат и делот од врските кои што се превземни претходно. Начинот како да се управува со зградата, како да се грижат за резервните фондови, за самите уреди во самата зграда, така да, можам да кажам, најголем број ги почитуваат. Кои се очекувањата на граѓаните од фирмите за домување? Секогаш очекувањата се многу повеќе од тоа што треба. Али затоа знаеме дека има работи кои се напишани во договорите и кои треба да се исполнат. Тоа се во самите кукни или во редовите годишните планови кои се презимаат, дали се инвестициски планови, дали се тековни планови, и тие се доста често одредени од порано, затоа мислам дека доста од работите се превзимаат како обврска и се решаваат како проблеми. Сега, како што е овој ден врнежлив, доста од проблемите на зградите, тие постарите, имаат со крововите. И сега знаеме дека денеска со зградите кои управуваме, кои имаат кровови, кои им протекуваат, знаеме дека ќе треба да интервенираме или да праќаме екипи, а тие се во делот на инвестициски работи, да ги праќаме екипите да може да проверат како врнат, дали да се санира, дали да се поправи и така. Тоа се работиве кои со граѓаните секојдневно ги имаме. Така, освен очекување имаме нели и обврски, кои се обврските пак на граѓаните што треба да ги остварат кон фирмите за домување? Обврските, како и на почетокот реков, дека самите ги дефинираат уште во почеток. Тие се однесуваат на начинот како ќе се управува зградата, кои им се важни делови за инвестиција или поправки, на кој начин ќе се уредува резервниот фонд, како ќе се плаќат сметките, тековните и резервниот фонд. И најважно во сите тие работи, они ги одредуваат тие правила. Како ќе се управува со посебните делови кои ги имаат во самата зграда. Во самите згради има и посебни делови кои не се секогаш забележителни, дали се деловни простори, дали се заеднички простори. И тие работи они ги дефинираат уште на самиот старт, и како таков договор се применува во договорот со НИФ. Значи, тоа е првиот заемниот однос кој го дефинираат или договор, и после тоа управувачкиот одговор со фирмите. Ги споменавте договорите, што содржи еден договор за домување? Договорите се направени најчесто во однос и во корелација со самите представници на зградата. И тие содржат права и обврски на секој станар и на управителот. Дали е управител или заедница на собственица, тоа е исто. Мора да се издаваат сметки, мора да се распределуваат сите сметки подеднакво на секој станар. Доколку не се плаќа, треба да се утужи секој станар, тоа е согласно законот. Треба да ги плаќаат навремено сметките, за да не би имало некои проблеми во иднина, да добијат опомена, па да добијат тужба. И тие се малку подолги процеси кај нас и малку потешки, мислам, побавни процеси. Така да се прави на некој начин дупка во резервните фондови, па не можат да ги сервисират или платат навремено, па не можат да направат други работи. Ја можам да спомнам тука дека резервниот фонд во моментот како е предвиден со законот за домување е на многу ниско поставен. Прагот е многу ниско. Ние имавме неколку разговори заеднички состаноци со регулаторна комисија за домување, Министерството за транспорт и врски, други институции кои се релевантни во домувањето, и мислиме дека резервниот фонд треба да се подигне малку повисоко, повеќе да се плаќа заради старосните години во зградите, каде треба да се интервенира доста кај нив, а не се доволни средствата. И кога ќе дојде време да се соберат некои средства, например за протекување пот или за лифт, за некои други проблеми, пумпи, тогаш тие средства се недоволни. И најчестите проблеми во зградите се појавуваат таму каде што има лифтови. Лифтовите кои се застарени, тие требаат и сервисирање, поправки, како и самите коли.
Сега, тука за собирање на тие поправки, средствата за собирање на тие поправки се малку поголеми и станарите секојаш кај нив има отпор. Тие кои живеат доле на пониските спрати викат не ни треба лифт, тие кои живеат горе им треба лифт. Ако има запушување, тогаш има друг проблем, тогаш се појавува зашто запушувањето, протекувањето кај нив е во долните спратови, горните немат проблем, па викат зашто ние долу да плаќаме и обратно. Така да доста одработиве, станарите се веќе запознаени како се применува законот за домување, ама за жал во Македонија може да видиме дека демографски малку поише се селуваме, доста зградиве се на некој начин и празни. Нема кој да ги прими сметките, нема кој да ги земе, да ги плати, сервисира, така да ние како управители во моментот исто се очуваме на згради кои немат доста жители, а гледаме дека се издават. Господине Васе, за крај, што се презема за оние што не ги почитуваат правата и обврските? Дали станува збор за граѓаните или пак фирмите, има ли некакви санкции? Првите мерки, согласно закон за домување, ние како управители мора да превземене да направиме опомена кон секој станар за неплаќање на сметка. Тоа е заради континуитетот на плаќањето и континуитетот на собирање средства за тековите работи. Тековите работи се хигиена, лифтови, струја која имат секој посебно, мислам во заедничките простори, пумпи, вода и сите други неопходни, техничкото одржување кое согласно законот мора да се плаќаат тие работи и ние мораме, заради да ги сервисираме сите тие работи, мораме да даваме опомени и да одиме во тужба, во процес со платни налози. Така да тие се процесите кои ги правиме, значи прво даваме опомени, втората работа е преку адвокати и нотари, после тоа чекаме извршители, па ако има некој процес може да одиме на суд, па судот ги разрешува тие спорове. Тоа е една наважното. Така да нашите канцеларии, управителите кои работат и кои се лојални, си ја сакат работава, во нашите канцеларии секојаш може да дојдат, да поразговарат, да прашат зошто е така. Ние одржуваме и состаноци, дали се тоа редовни состаноци годишни, дали интервентни неколку пати, така да како фела во управувањето веќе после толку години, 15 години, 15 години скоро, ние добро управуваме, добро се снаоѓаме, знаеме само дека имаме доста недостатоци во законот за домување, каде и ги работевме и чекаме некого да не повика да можеме да ги спроведеме во пракса. Работевме во Министерство за транспорт и врски, заедно со регулаторна комисија, со другите релевантни компании, така другите од ЗЕЛС, општините се беа приклучени, јавното предпријатие за стамбен и делен простор учествува сите тие работи и чекаме дел од тие измени што сакаме да ги направиме во закон за домување да влезат во некоја законска процедура. Така, господине Самараков, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Јована Бранко, разговаравме со господин Васе Самараков, председател на групацијата за домување и управување со стамбен и деловен простор при Стопанската комора на Македонија. Ти благодариме, Мартин, за јавувањето, и благодариме на двајцата, се разбира, и на соговорникот за минутите одвоени ова утро, ова дожливо скопско утро. Ние се враќаме во студиото. Господин Маџовски, сакавте да искоментирате нешто? Го слушнавме господин Самараков што спомна за резервниот фонд, дека е таа цена доста мала, која е донесена согласно законот и правилникот пред 10 на 12 години, и тоа е точно. И од тие причини минатата година во декември месец регулаторна комисија изготви нов правилник, и тој правилник е доставен во декември до министерот тогашен. Значи, тогашниот министер за транспорт, со барање за да ја прифати новата цена, а таа е изготвена во согласно заедно со групацијата и со инспекторите и со општините, со управителите. До сега немаме исто така одговори на немаме согласност на тој правилник кој го имаме доставено. А да бидеме куси, концизни и јасни, сакам да ги направиме работите подобри. Вие разговарате со експерти од Шведска, Шведската унија на станари, правите некои компаративни анализи, колку да звучи ова чудно, ние можеме ли воопшто да се споредиме двете земји? И дали некои позитивни практики ќе се обидете да ги примените?
согласно подолгорочен период имаме соработка со организацијата за станари и домување која е регистрирана во Македонија и тие се во тесна врска со Шведската унија за станари и тие инициираа некои средби на барање нивно високи представници и експерти од Шведската унија за станари во септември месец на почетокот дојдоа кај нас во регулаторна комисија, ние ги примивме нормално и дискутиравме за повеќе теми од домувањето. Далеку од тоа, Шведска има Министерство за домување, има министер за домување и станари. Ние, например, повеќе се занимаваме со управувањето на колективното домување. Меѓутоа, таму многу повеќе се навлезени во домувањето, во правата на станарите, подстанарите, заштитата на подстанарите, јавното домување, односно домување под надлежност на државата, закупнина од страна на државата. И ние го тоа тангираме, имаме право како регулаторна комисија да контролираме дали некоја закупнина која дава на државен стан од страна на јавното претпријатие е во согласност со закон или не е. И тоа го правиме, меѓутоа Шведска е далеку напред во сферата на домувањето, бидејќи ние како Македонија со домувањето се занимаваме 12 години, 13 години, а Шведска се занимава веќе половина век, можеби повеќе. И самото тоа дека имат министер за домување. Не само тоа, ние контактираме и со повеќе други земји од Европска унија, имавме средба и со министерот на една годишна конференција, светска годишна конференција Гарден Хаус во Амстердам, на нивна покана и на Europe Housing, имавме средба со министерот за домување и просторно планирање на Холандија. И се надам дека сите овие активности ќе водат со плод. Се разбира, ветуваме дека повторно ќе ни дојдете гости. Само да кажам дека врз основа на тие средби се начнаа многу теми, тие се спремни да на нивни трошок да организираат обуки во кои ќе учествуваат представници од управителите, представници од инспекторите, представници од регулаторна комисија и други засегнати министерството доколку е потребно, значи и во Шведска, и да ги прикажат нивните позитивни практики во домувањето. Благодариме за заеднички интерес. Ви благодарам на поканата. Ќе се видиме.